Во сура Ал-Араф 16 и 17 ајет Аллах Азза ва Джелле ни ги пренесува зборовите на Иблис, каде вели: Фебима агвајтени, поради тоа што Аллах ме остави во заблуда. А како Аллах го остави на Иблис во заблуда, бидејќи одби да направи сеџда на Адем и што тоа стана проколнат. Леакуденне, вели Иблис, шејтан. Ле на арапски значи теакид, потврда. Не, уште една потврда. Навистина јас ќе им седнувам на твојот исправен пат. Кој е исправен пат? Ало, верата, џамијат, динот, Куранот. И шејтан се колне ќе ни застане на пат. Кој ќе одеш во џамија, на дворците ќе е. Оставајќа си ти кажи тебе терс. Оди запали уште некоја цигара, оди во шадрон прави муабет, оди кој ќе викне езан. Кој ќе влезе во џамија, ти вели гледај во таван, гледај во лустер, гледај во финен човек. Тој ти седи на пат, ама ти не го осеќаш. Кога слушаш худба, тој ти ја прави 5 минута како 50 минута. Намазот ти го одолговлекува. Фудбалот, филмот ти ги крати. Ти гледаш цел филм 2 сати, гледаш како 5 минути. Утакмица гледаш 2 сати, како 5 минута. Џамија 5 минута, 50 минута. 10 денари за џамија како 1000 денари. 1000 денари за музика како 10 денари. Зашто шејтан ти застана на патот. И ви што е ова? Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim. И потоа вели шејтан, јас ќе им приоѓам на луѓето од пред нив. Wa min khalfihim, и зад нив. Потоа wa an aymanihim wa an shama'ilihim, и од десна страна нивна и од лева страна нивна. Гледај сега шејтан што вели? Ќе ти приоѓа и од пред тебе, и од зад тебе, и од десна страна, и од лева страна. Значи, од сите 4 страни ќе ти доаѓа шејтан. Зошто? Вели Аллах: وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. И ќе видиш, му кан Аллах, ќе направам повеќето од луѓето да не бидат благодарни. Повеќето од луѓето, ексарухум, мнозинството, да не бидат благодарни. Кажи ми ти денес како ќе сретнеш луѓе, од 100% луѓе, колку луѓе вели: Елхамдулилlah, задоволен сум со овој живот. Задоволен сум со риск, задоволен сум со фамилија, задоволен. Секој, кој бе, тешко време, кризно време, абе не се живее бе, бега од овдека. Зошто? Зашто шејтан успеал. Шејтан успеал во негова намера и во негова заклетва дека ќе те направи да бидеш неблагодарен.